Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Американците денеска го прославуваат Денот на војните ветерани, а председателот Барак Обама заминува на 9-дневна турнеја низ Азија. Следи блокот вести. Американскиот председател Барак Обама ја предводи нацијата во одбележувањето на Денот на војните ветерани со полагање венец на споменикот на незнаниот јунак на националните гробишта во Вашингтон и говор на носач на авиони во Калифорнија. За празникот можеби најрадосна беше ова девојче од Мисури, чиј татко не и кажа дека се вратил од мисијата на Блискиот исток. А првиот човек на САД денес заминува на 9-дневна турнеја низ Азиско-Пацифичкиот регион за да ги зајакне врските со земјите со растечка економска моќ. Обама најпрви на Хаваите ќе биде домаќин на форумот за Азиско-Пацифичка соработка АПЕК. Хепи енд во Холивуд. По откажувањето на Еди Марфи, најден нов водител на 84-тото поред доделување на филмските награди Оскар. Били Кристал, кому ова ќе му биде 9-ти пат во таква улога. Денешниот датум 11-11-11 носи убави настани од Кина па се до САД. Символиката на единицата како нов почеток беше причина 1000 кинези да стапат во брак, исто како и во Лас Вегас. Нумеролог од Канада порачува, овој ден е космички повик на будење. А во продолжение ве носиме на Светскиот форум на иновативни наставници во Вашингтон. Учесниците од Македонија дојдоа со проектот Бабини игри, подзаборавено богатство од македонските улици, што денес може да помогне во образовниот процес на најмладите. Тие си заминаа со втора награда, известува Јане Бојаджиевски. Значи, тука препознаваме видови, агли, триаголници, четириаголници, паралелни прави. Дали се сеќавате на овие игри? Челик, завор, плочка, џамија, прстенче, мижи баба. Тие влегоа во проектот на група едукатори од Македонија, кои со колеги од 67 земји во светот. Во Вашингтон се надпреваруваа. Како преку игра да се потикнат децата да ги совладаат тешкотиите при учењето. На престижното надпреварување во организација на Microsoft, македонскиот проект синоќ ја освои втора награда. Проектот ги открадна игрите од заборав. Едукаторите велат, дури и родителите на денешните основци не се сеќаваат како си играат некои од нив. Иницијативата Партнери во учењето на Microsoft има цел да ја примени технологијата во образованието. Екипата од Македонија со проектот Бабини игри веќе победија на европско ниво, со што доби шанса да се надпреварува меѓу 700 колеги во Вашингтон, вели Влора Адеми, раководителка на македонскиот дел од иницијативата. Бабините игри е еден начин на градење на мост помеѓу новата генерација на IT со старите вредности на културните вредности на нашава земја. Значи како низ игра да учат учениците заедно со наставниците. Марина Василева, оделенска наставничка во Основното училиште Свети Кирил и Методи од Скопје, авторка на проектот. Со цел да ги научиме децата дека компјутерите можат да ги користат како алатка, а да направиме еден мост помеѓу историјата и сегашната IT генерација која што знаете дека постојано седи пред компјутери и поминува толку многу време пред нив. Учениците учат низ игра, објаснува Василева. Меѓутоа, играта Петкамци е многу убав начин да тие играат заедно, да внесуваат податоци во Excel табели на точни и неточни одговори, а воопшто да не се свесни дека наставникот ги следи постојано и дека планираат да се заложат оживувањето на бабините игри да се имплементира во наставниот план на образовниот процес во Македонија. Целта на учителите од Македонија е да покажат дека во време кога децата минуваат се поголем дел пред компјутерите, на Facebook, на Twitter, дека и обичните игри кои некогаш се играле може да бидат од образовен карактер. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Американските медиуми деновиве се обседнати со случајот Кейн. Еден од најизгледните републикански претенденти за претседателската функција енергично ги отфрла обвинувањата за сексуално малтретирање на неколку жени во минатото. Стручњаците пак наведуваат дека ова е мощно важно прашање што оди подалеку од политиката.
Херман Кейн е последниот во долгата редица политичари кои се соочија со обвинувања за сексуално малтретирање. Поранешниот американски председател и гувернер на Аркансас, Бил Клинтон, со години беше предмет на судска тужба од Пола Джонс, поранешно вработена во владата на таа сојузна држава. Републиканскиот конгресмен Марк Фоли поднесе оставка во 2006, откако беше откриено дека испраќал сексуално експлицитни пораки до конгресни стажанки на тинејџерска возраст. Фатима Гос Грейвс од Националниот правен центар за жени во Вашингтон на ова гледа пошироко од конкретните случаи. Вели, за гласачите е важно да имаат јасна слика за политичарите и дали сториле сексуална злоупотреба, но I'm interested in knowing what the reaction. Ме интересира и каква е реакцијата на една сексуална злоупотреба, што велат вработените дека треба да сторат во таква ситуација. За жал, не мислам дека разговорот оди во таа насока. Активистите на оваа тема, како Лиза Мац од Американското здружение на универзитетски жени, велат дека во тешки економски времења, како сега, жртвите честопати се плашат да излезат во јавноста и да кажат што им се случило. Right now, quite frankly, a lot of women are just happy to have jobs. Едноставно само сака да ја задржат работата, иако е незаконски некој да ве отпушти само затоа што сте решиле да поднесете пријава, таквата одмазда постојано се случува и представува голем проблем. Нејзиното здружение токушто завршило нов извештај во кој детално се опишува сексуалното малтретирање и насилничкото однесување во американските училишта, за кое Мац вели дека добило размери на епидемија. Здруженијето бара образованието против сексуалното малтретирање да започне уште од мала возраст. А во понеделник во Newsflash, како би било кога би плаќале со Berkshires и што може да купите со нив, гледате во наредната емисија. Наредната недела во Newsflash. Локална валута на малени цени. Како една општина во Масачусетс ја јакне локалната економија. Гледајте во понеделник во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnoamerika.com. Пријатна вечер, имате пријатен викенд и се гледаме во понеделник.